Шеф на Скопското Юнитов, може да ни кажете и официјални резултати? Резултатите вие беште внатре, значи 8 гласа мислим дека доби јавните 7, Анел Фидовски, доби поддршката од Советот и ние ќе го поддржиме до крај. Добро, вие гласавте за досегашниот гласавте воздржан. Што значи воздржан, бидејќи често се гласи тука во Советот воздржан? Точно, често се гласа воздржан, бидејќи во законот не е прецизирано и ние инсистираме сега во новиот закон да се прецизира и да се знае да или не. Воздржан е као пракса, напишено правило. Добро. Има ли програма сите кандидати предложено? Па ја јавно кажав кој има програма, кој нема. Значи вие беште знаци тоа. Немаше некоја поголема дискусија околу кандидатите. Сепак 5 кандидати имаше, сите ги нели исполнуваат условите, за некој не ни слушнавме ни еден збор од страна на членовите на Секој член е независен во своето стапување и гласање и тоа. Ја као претседател го отворив расправата и тоа. Избраниот понудили програма, имаше ли што стои во програмата? Избраниот фактички во интервју покажа добри резултати и заради тоа некој членовите ценеше дека треба да му се даде шанс. И веќе му дадавме шанс. Само Бенител Лубевски имаше програма ако добро слушнавте на. А тоа што се слуша е тоа. Формиравте комисија која што ќе постапува по правилникот, ова е прв пат, каква е процедурата, сега ќе може ли околу тоа да ни кажете? Да, ние тој правилник го усвоивме на 11.11.2025 година. Значи тој правилник ги покажува правилата како да постапуваме по такви случаи. Значи веќе со закон ми и така имамо право да постапуваме во вакви случаи, ама правилата се јасни тука. Значи таа комисија треба сега да ги разведе тој извештај на колешката Ленче и ќе дава извештај до Советот. И Советот после тоа ќе го разгледа тој извештај и ќе одлучи.